Амела Мемиша Постоловска, автор на книгите Гласот од тишината, Различни но слични, Боенката на Леон за сите дечиња со аутизам и приречник за родители на лица со потешкотии во развојот, денеска 3 декември во Домот на културата Билјана Беличанец ќе направи промоција на нејзините најнови дела Светот на аутизмот, Патувањето на Леон и Ангелот по име Аутизам. И овој пат звезда водилка, мотив, инспирација и сила е нејзиниот син, прекрасниот Леон. Овие две дела кои што веќе ќе биде промоцијата денеска, се одлучив едноставно да направам нешто многу постручно и да им ја долам многу поблиску сликата за аутизмот, дека не е тоа начин да се одбегнува, туку баш да се засака и да се прифати таков каков што е. Сите ние знаеме дека сме на свој начин различни, не можеме да бидеме сите исти, па дури ни по изглед. Во едната е мемоар од животот на Леон, доловен поблиску во слика и убавината во многу малите нешта да не приземјат. Како се радува на... Тоа е убаво да се прочита целата книга, за пеперутката, за мравките, преку него јас тие работи ги открив и таа убавина. Лисијата и како ги менуваат боите, шушкањето, капките, дожд, сите тие мали работи кои што се уловени, да кажам, и кои што сме ги прославувале со Леон, што сум уживала со него, преку него и што ми дозволи, јас му благодарам да влезам во тој живот негов, во тој свет на аутизмот, се објаснати и опишани во книгата толку многу убаво сликовито да им се долови дека децата кои што се со аутизам едноставно имаат само различно гледање и перцепирање на светот, кои што не се врзуваат за материјалното, туку се врзуваат за баш оноа духовното, душата, трансформацијата која е кон верата, кон молитвата, кон сите оние ситни работи кои што ние ги занемаруваме, кои што сме со типичен развој. Тоа ме научил Леон, и она инспирацијата за да ги напишам книгите, додека втората книга која што е малку постручна, во неја се опишани емоциите, сепак тие имаат емоции, тие имаат емпатија деца. Техники за смирување, техники за дишење, техники кои што на секое дете различно спектарот на аутизам што е објаснет, ќе му го долови на родителот да може и наопшто на секој човек да може да се доближи поблиску до сликата за аутизам. Сега продолжуваме со инклузија во културата и преку културата, преку книгите. Од првиот момент кога го запознавме Леон, ја следиме нивната приказна. Неговата мајка вели за инклузијата дека не е само еден ден, само еден потек. Инклузијата не е само еден човек. Вистинската емпатија кај луѓето почнав да се огледувам од личности кои што ми се непознати, кои што првпат во животот сум ги видела, покажале многу поголема емпатија отколку со оние кои што сум била со години во контакт. После сите тие случувања кои што беа, можам да кажам дека многу мал процент се има активирана. Јас се надевам дека ќе продолжиме и да се бориме понатаму за да се покрене емпатијата, но како што кажав и како што кажавте, инклузијата е широк поем, тоа не е само стратегија на лист, тоа треба да се применува и во секојдневниот живот, во секое наше движење. Тоа го пишувам и во книгите, тоа го објаснувам и во однос на прифаќањето. Прво ние треба, мислам, родителите кои што имаме со лица со попреченост да се прифатиме, да се сплотиме, ако сакаме да направиме нешто повеќе, не да се одвојуваме. Организациите исто така треба да се спојат, не да се двојат, затоа што не можеме да постигнеме вистинска инклузија се додека организациите се одвојуваат, не соработуваат меѓусебно и родителите исто така, едни на други завидуваат. Амела вели дека 3 декември е само символично избран. А ако ги прашате родителите на лица со попреченост, тие 365 дена го живеат 3 декември. 3 декември е како и секој обичен ден. За мене лично е само еден од 365. Секој ден за нас родителите, кои што имаме деца со атипичен развој, е меѓународен ден на лицата со попреченост. Но ето овој ден го издвојуваме на светско ниво и можеби ќе допреме до една личност, доволно и до една да направиме промени. Со ова да покренеме малку од малку свесноста, да ги срушиме тие бариери и таа стигматизација која што е кон нив, па не само аутизмот во прашање, тука имаме и други попречености. И јас сите ги поддржувам
Секако дека не можам на сите да им делам и не можам да ги застапам сите, но тука сум да им ја дадам таа поддршка која што им е потребна во моментот. Точно дека тој еден ден ништо не може да заврши, барем не за мене, затоа што јас и другиот ден го живеам аутизмот, и третиот ден после 3 декември. И секој нареден ден е живот со аутизм. Но ето останало така, ајде да го обележиме, па веќе кога треба да го направиме како што треба да биде. Леон ни зборуваше за она што најмногу сака да го прави, посета на манастири и цркви, и испрати отворена покана за промоцијата до сите. Последен пат пред еден месец бевме во манастирот Острог и Драганац. И како си помина? Во Острог многу убаво си побидавме и купивме бира и дадовме на луѓето. И спиевме таму во конаците. Јас сите ги поканува во промоција на 3 декември во 18 часот. Во Домот на културата Билјана Беличанец добре дојдени се сите кои сакаат да бидат дел од приказната на Леон.